На средба во Институтот за Орис во Кочани, на која учествуваа представниците од Амбасадата на Народна република Кина, од Министерството за земјоделство и од Кочанската научна институција, се разговараше за реализација на проект преку платформата 16+1 и Центарот за промоција на земјоделската соработка меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа. Според Васил Гелев, директорот на Асоциацијата за земјоделска соработка со седиште во Софија, Македонија и научните работници од Институтот за Орис во Кочани имаат можност да спроведат проект за демонстративни опити на хибридни сорти орис од Кина. Универзитетот во Пловдив веќе работи на тој план, па постои можност оттаму да се пренесат нивните искуства. Кинеските сорти даваат 4 пати повеќе приноси од тие што се употребуваат во кочанските полиња, но претходно потребно е да се направат соодветни анализи дали можат ваквите хибридни сорти да успеат на кочанска почва. Македонија ќе биде втора земја по Бугарија во спроведувањето на ваков значаен проект. Со него се отвора можноста од кинеската страна и од страна на Министерството за земјоделство од Бугарија и Универзитетот од Пловдив да се пренесе нивното искуство за новата технологија за згледување нови хибридни сорти орис. Преносот на знаење и искуства од релевантните институции од Кина и Институтот за Орис за примена на технологијата на овој терен е само дел од можностите што се нудат со проектите на платформата 16+1. Овие проекти, меѓу другото, носат развој не само во земјоделството, туку и во селскиот туризам, а отвораат можност и за ангажирање на нова работна сила. Новоизбраниот градоначалник на општина Кожене Николчо Илиев побара од Министерството да се ангажира околу кадровско заекнување на Институтот за Орис како суштински предуслов за нови научни достигнувања во оваа сфера.